Уважаени гледачи, Градинарскиот центар Хорти Дизајн ви представува Поради зголемен интерес за одгледувањето на собните растенија, во следниот прилог ќе видиме како оди нивното одржување. Повеќето собни растенија се одгледуваат во садови. За нивно успешно одгледување потребни се во старт здрави и силни растенија. Со оглед на тоа што собните растенија се одгледуваат на многу мал, ограничен простор, во саксии, потребна е редовна прихрана со вештачки хранливи материи. Доколку е можно, пред купувањето проверете го датумот на испорака во Градинарскиот центар и одберете ги оние растенија кои пристигнале неодамна. Секој растение мора да биде означено со целото име и со упатствата за одгледување. Побарајте крупни примероци со силни стебленца, здрави лисија и врвови што растат, а отфрлете ги оние со слаб раст, со траги на овенување, губење на бојата или потемнети рабови на листовите. И изберете помлади растенија, бидејќи на тој начин полесно ќе се приспособат на новите услови од постарите растенија. Не купувајте растенија кои ги прераснале саксиите или оние во сув, стврднат и со мов покриен субстрат. Тие страдаат од недостиг на храна и тешко сосема ќе закрепнат. Проверете дали врвовите што растат и листовите ги нападнале болести и штетници. Пожелно е цветните растенија да имаат што повеќе пупки на кои што туку се појавила бојата. Растенијата што ползат мора да бидат правилно подкастрени и насочувани по подпирачот. Не купувајте тропски растенија зиме, бидејќи може да бидат оштетени од ненадејните промени на температурата. Од особена важност е на растенијата да им обезбедите соодветно место каде што ќе им бидат задоволени природните потреби за температура, светлина и влага на воздухот. Ако се чуваат на студено и слабо осветлено место, цветните растенија од тропските и субтропските области скудно ќе цветаат или нема воопшто ни да цветаат. За разлика од нив, многу видови лисни растенија ќе ги поднесуваат таквите услови. Кактусите и другите видови кои повеќе сакаат сува атмосфера, бараат многу светлина и воздух. Другите видови, како Бегонија рекс, бараат поголема влага. Секогаш употребувајте готова квалитетна смеса за одгледување во садови и саксии. Хумусно-глинестите смеси во принцип се најприфатливи, бидејќи содржат повеќе минерали, подолго ја задржуваат влагата и полесно ја примаат водата од компостот врз основа на тресет. Субстратот врз основа на тресет или замена за тресет често се користи за краткотрајните растенија. Содржи помалку храна во споредба со хумусно-глинестите смеси, па растенијата мора редовно да се прихрануваат. Доколку некој од растенијата не се прилагоди на условите во вашиот дом, побарајте друга сорта од истиот род, кое можеби максимално ќе се прилагоди на тамошните услови. Поради полесно негување, групирајте ги растенијата со исти потреби за вода, влага, температура и светлина. Ако ги садите во заеднички контејнер, субстратот мора да им годи на сите растенија. За долгорочни аранжмани изберете растенија со еднаков ритам на растење, за да не се случи посилните да ги задушат послабите. За да ја зголемите влажноста на воздухот околу растенијата, во загреаните простори зиме поредете ги садовите еден до друг во плитка подлога исполнета со влажни камчиња. Друг начин е да ги ставите садовите со растенија на превртени подлоги до половина потопени во садови со вода. Во првиот случај камчињата, а во вториот случај подлогите ќе го спречат директниот контакт на корењата со водата. Растенијата заедно со своите садови може да се стават во поголеми непропусливи украсни садови исполнети со глинени топчиња кои добро ја задржуваат водата и ја одржуваат атмосферата влажна.
Глината може да абсорбира вода до 40% од својата тежина. На тој начин лесно ќе може да се отстрани секое растение чиј најдобар период поминал или ги прераснало зададените рамки. И извадените растенија може да се размножат со делење и да се преседат. Постојат повеќе видови на подпирачи за растенијата. При изборот на подпирачи, секогаш имајте ја во предвид максималната големина со која што би пораснало растението и брзината на неговото растење. За растенијата со надземни корења идеален е стапот од мов. Прицврстете ги фиданките на стапот, па корењата ќе го обвиткаат. Растенијата што ползат со неколку фиданки може да се насочуваат по жичени обрачи. Употребете еден или повеќе обрачи зависно од силата на самото растение. Топчестиот облик со најмногу 8 жици е многу привлечен, а овозможува добра осветленост и циркулација на воздухот. Многу растенија што ползат лесно се искачуваат по конусоидни подпирачи од бамбус, обвиткувајќи се со стебленцето или факајќи се со ластарите, а само на почетокот треба да се приврзат. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.